Ограничени цени, контролирани маржи или поинаков механизам. Министрите на седница ќе пресечат каква мерка ќе воведат за да поевтинат производите во маркетите. Сите опции се во игра откако трговците формираа нова стопанска комора и побара итна средба со владата. Од Илинденска не отстапуваат, брифираат дека мерки мора да има за да се заштити стандардот на граѓаните. Од владеачката ВМРО ДПМ најавила дека се размислува на два модели и ќе се донесе мерка во интерес на граѓаните. Ќе се разговара и за носење на мерка која што ќе треба да на некој начин го заштити стандардот на граѓаните и да гарантира ценовна стабилност. Да, но и размислуваме во моментов на два модели, ќе видиме на кој ќе се одлучиме и кој ќе биде добар за имплементација од аспект на заштита на ценовната состојба и стандардот на граѓаните. Новоформираната комора излезе со свој предлог. Листа со над 140 производи кои треба да содржат маржи од 3 до 15%. Што точно содржи, не откриваат. Неофицијално предлогот е шеќерот, маслото, брашното, млекото, пилешкото месо да се со маржа од 3%. За лебот, тестенините, оризот, урдата, некои сирења и кашкавали, јајцата, дел од зеленчукот и овошјето, но и за дел од средствата за хигиена се предлага маржа од 10 до 15%. Предлогот е мерката да важи од 22 март до 22 април, со што би биле опфатени и празниците Рамазан и Великден. Сепак, комората останува затворена за медиумите и јавноста, вела дека ќе ја чекале финалната одлука на владата за да споделат информации. Одлучено е да не даваме повеќе информации додека нема исход од одлуката од седницата на влада. Инаку владата се одлучи да преземе мерки по сеопфатната анализа од Државниот пазарен инспекторат во која се покажа дека на одредени производи имало енормни маржи кои се движеле од 25 до 35%. Во темелниот извештај за изминатите 6 месеци било утврдено дека кај увозниците и дистрибутерите имало утврдено маржи и до 50%. Мерката за која се одлучи владата беше да се создаде листа од над 100 групи на производи, односно истите 73 групи кои ги имаше во есенската кошница, плюс бебешката храна, средствата за хигиена и останати непрехранбени производи. Според податоците пак од државна статистика, храната во јануари годинава била поскапа за 5,7% во споредба со истиот месец лани.